Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш. За сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Како и што најавив пред малку, а секогаш во вториот дел имаме многу интересни гости и актуелни теми, кои сепак би било убаво да ги проследите. Така да и денеска. Мој гостин денеска е доктор Стефан Златановски, доктор по ветеринарна медицина. Добро утро. Добро утро. Како сте? Имаме топло утро? Убаво, пријатен ден. Добро дури расположение. налик на пролета, нели? Да. не е Поздрав до студено, да, не е вас и магливо, сигурно. Во студиото. Со мојот драг гостин секогаш имаме многу теми за разговарање, многу убави совети можеме да слушнеме, што се однесува и до нашите миленици и се разбира и до сите животни, да кажеме, и добитокот и се она што влегува под ветеринарна медицина. Темата за која што денеска ќе поразговараме е токму овој зимски период. Како што и луѓето, сите ние си имаме некоја посебна нега во зимскиот период, така е и со животните. Станува збор за домашните миленици и за паразитите. Да подспомнеме, например, болвите и крлежите, се едни од најопасните, кои што не се случува да ги сретнеме во нашата околина и не да Боже во нашите домашни миленици. Значи, нашиот разговор е денеска. Паразитите, нивниот третман. Како да се однесуваме ние, како да им помогнете на животните и се пред. Од ваша гледна точка. Од наша културска емисија, вака опуштено да ги подсетиме пожателите, собствениците на своите миленчиња, да ги подсетиме дека е време за поновен третман од овие непријатни паразити, како што се крлежите и болвите. Знаеме дека тие може да направат големи проблеми, од бит на алергиски реакции, чешење, непријатен сврап, алергија на кожата, а покрај тоа кои може да пренесат и разни болести, кои се зоонски, кои се опасни по човекот. Сега, значи, обично собствениците во пролета и летото имаме крлежи кои ги наоѓаат на телото, меѓутоа мислат дека е тоа завршено. Не, напротив, со промена на климатските услови, еве сега имаме 10 степени, 22 степени како некој пролет. Значи, поново се присутни, може да бидат присутни цела зима кај нашите миленичиња. Затоа ги подсетил да го понова третманот, значи ако некои ги третират со огралици, имаме разни видови со ампули и некои други препарати, да го поноват третманот. Така. Рековте со ампули, ќе ве прекинам за малку. Јас имам домашно милениче кој го третирам со ампула. Значи, ампулата се внесува со горниот дел, испод главата, доаѓа така, и се внесува тука. Сега, сакам нешто друго да ве прашам. Постоја количина на ампули помали и поголеми. Така да, тоа ќе го одберете према зависи од големината на плучето и препаратот кој сте задоволен. Огралиците обично штитат од крлежи, и од болвите не толку. Сега секој си има свое дејство. Има една новина која е многу пријатна сега, значи во вид на закуска, значи во вид на кекс, која се дава еднаш месечно. Значи тоа е предноста на овој нов препарат е тоа што се депонира директно преку храна, под кожата. Значи не може да дојде и вие како собственик некој да направи некоја алергиска реакција, се депонира под кожата и што е пријатно, што може да стои сега ако е дождливо време, не му смета. Значи ако ставиме ампула, тоа може да биде, че не треба се бања кучето 2 дена, да тоа да може да пие во кожата и да делува. Да. Па најчесто во зимскиот период кој не се препарат доаѓате во контакт. Имаме некои кучиња кои се алергични на овој препарат, значи имаат со алергични на овие препарати и на огралици. Затоа сега има една новина која е многу пријатна, со вкус на говецко и со тоа го заштитуваме кучето и го наградуваме еднаш месечно со овој препарат кој е многу вкусен и пријатен и едноставен за употреба. А дали е скап? Не е, тој препарат може да се најде во секоја амбуланта и ветеринарни клиники, да се набави отприлike како и со овие ампули. Предноста е во тоа што тој ги уништува возрастните болви во веќе за 20 минути, додека овие ампули огралици делуваат дури 48 сати. Да, многу покасно. Сега што правиме овие поготово болвите? Тие се отприлike негде присутни само 5% на миленикот. И тие се наоѓаат во околината, во домот, во мебелот,
во штофовите, значи во подот. Значи, ако домашниот миленик има болви, тој само 5% има, а секаде во... Се наоѓа. Значи, да бидеме ние инвадирани и стално присутни, вече болвата како возрастен облик на паразит, Така. таа положува своји јајешта, која јајца, ларва, кукла и возрастна болва. Значи, тие мора да бидат во присутни. Не, како са таа се наоѓа на миленикот само како возрастен облик. Јајцата и ларвите се наоѓаат негде во подот, во мебелот, во штофот. Затоа со овој препарат кој ги се вика тој е спотон, тој делува веднаш. Значи за 20 минути додека овие ги уништуваат процесот. Не дозволуваме да се тој развоен облик прошири во нашиот дом и ние сме мирни фактички. Значи од овие развојни облици секогаш имаме присутни болви. Од кај болви сега му става вика ампула, ограница и пак имаме болви. Значи тие си значи да дозволи. Исто што така преку контактот бидејќи тие овој сега препарат кој е Frontline Combo, се вика една реклама на тој препарат, ги уништува веднаш, не дозволува да болвата снесе своји јајца и да ги шири предите, да имаме секогаш присуство. Со тоа ни многу помогнува, пријател, значи не ни смета, можеме куќето да го бањаме, значи дождот не смета. Собствениците не доаѓаат во контакт со препаратот, значи и се преплачиви така некои куќиња и домашни миленици кои се алергични на некои препарати од овие ограници и овие спотон препарати како ампулите. Значи слободно може да го бањаме, да го шетаме и на прошетка во паркови да не фати киша, значи нема да го намали дејството. Значи тој се депонира под кожа со една иновативна активна супстанца која делува под кожа, се депонира под кожата и е многу ефикасна. А рековте се депонирани с кожата. Значи Под кожата. Под кожата. Значи не се става во јадење. Не да. Значи Може се тоа е како конзумира кексче, со како јадење. едно колаче, го пиеме кафе ни дадат. Колку време делува? Месец дена. Значи еднаш месечно. Еднаш месечно треба да му се. Го заштитуваме, куќињата го сакат, многу е вкусно, пријатно. А изгледа дека солено рековте? Со вкус на говецко, многу пријатен вкус има, да куќињата го сакат, а болвите и кражите го мразат. Не го сакат. Веднаш ги го уништуваат. Да ме прашам, доктор, нешто, имам некое сознание дека постојат човечки и кучички болви. Сега, на еден преглед кај лекар, од ветеринар со моето домашно милениче, и пред да дојде сезонот и прашува што да користам за заштита од паразити, крлежи, болови и така натаму. И лекарот ми рече дека може да се случат да го нападнат кучето и човечките и кучешките болви. Точно. Јас во животот имам сум запознаена со едни болви, такви какви што се. Како изгледаат едните, какви другите? Болвите се може да пренесат заболување, сека скет скреч дистајција да буде, која преку изметот човекот доаѓа болвата која е кучешка или од мачките, доаѓа преку изметот во контакт. Значи кога го чешеме во контакт се го галиме куче, ние сме нон-стоп во контакт. Така? И преку тој измет има една бактерија која се вика бартонела, која пренесува исто на човекот болување. Така да исто така се опасти и може да направат со самиот присуство на болвите разни алергиски реакции од болви, кожни заболувања, тоа е веќе работа за хумана медицина. Добро, И нијата. тие човечки болви што се, го напаѓа само човекот или и кучињата? Или едните и другите го напаѓаат и човекот? Болвите кои се присутни кај кучето, тие се паразитираат. Тие бараат нов домаќин да сисат крв и да си го да положат своји јајца и да оној циклус на развој на облик од кукла до возрастна бола. Тие може да исто непријатно го напаѓаат човекот и на овие кучешки болви за хумана медицина не за тоа работа, ќе мора да го прашате некои хумани. Така е. А добро, рековте дека одредени кучиња имаат алергија како и луѓето, како и сите ние луѓето што имаме алергија на храна или на одредена терапија. Сега, на кој начин делува алергијата кај кучињата? Дали симптомите се слични како кај луѓето? Добро, тие имаме кучиња со долга длака, кратко длаки кучиња, каде може да ги забележиме разни промени. Обично изазиваат непријатен сврап, чешање, разни кои може кај кралежите да направат цел метаболички проблем кај кучињата и по нивното здравје. Меѓутоа, најчесто може да се забележи
znači ako go со сила извадиме крлежу, без да биде потрие соетар и да се тој опушти, направиме И кажеме лезија, и за крлежите абсцеси. малку покасно, да, за алергијата ме интересира. Дали постои, например, алергијата делува кај човекот, например, кога ќе имаме надворешни симптоми, Да. а како алергиска реакција на одреден продукт, истата таа реакција е и внатрешна. Значи, како можеме, дали тоа се симптомите кои ќе ни предоче дека постои алергија кај домашните миленици, за да знаеме како да му помогнеме? Дали постојат и внатрешни симптоми исто, дали животното реагира како и кај човекот? Како не до малакс, значи како крлежите и боловите исто така пренесуваат болести кои реко метаболички проблем, кој да се јавја слабост, малакселост, како че то оне мора да се обратите кај некој ветеринар кој ви е математичар или во некоја клиника да се направи анализа на крвта да се види што е, што може да биде од лептоспироза, лајшманиоза, ернихиоза, разни кои изазиваат тешки пореметувања кај кучињата. Ајде да спомнеме нешто за крлежите од самото боцнување, да кажеме. Што е нашата обврска, кои се симптомите кај кучето и дали, што е многу важно, дали можеме да го превземеме ризикот сами да го отстраниме крлежот. На начин на кој што ќе нема последици, се разбира. Па не е страшно, не секогаш може и си сами да се острани крлежот, меѓутоа сега постои едно време постоеше мислење дека треба да биде навлажен со етар, да тој биде да се опушти, тие неговите рило што го има, што се закачува за кожата. Така. Меѓутоа сега по нови сознанија викаат дека не треба тоа да се прави, да се вади, да се опушта, веќе тој го пушта својот токсин и инфектот го внесува. По мене би требало да се обрати кај ветеринар, да тоа стручно се извади, да не остане, че кога ќе останат тие негови членкови од крлежот да прават толку непријатни лезии, дури абсцеси, дури мора целото ткиво да биде отстранувано некој период хируршки. По моје искуство, кога се вади насила со пинцета или грубо кидање на крлежот, на тоа место каде што е насила извадена на кучињата кои се краткодлаки, останува лезија каде тука нема више фоликул, длачниот фоликул нема расти, остане како ожи, како естетска мана. Значи како крупчиња кои да се пигментирани или без длачен фоликул. Тука тешко се обнавува длаката. Така, а кои се симптомите кај кутрето, да кажеме, кога веќе ќе го касне, ќе го гризне? Ништо, тој си е паразит, кој си паразит, да, кучињето во еден период не покажува никакви симптоми, тој си го носи, ако настане инвазија, да приметиме, имаме дори некои запуштени кучиња кои не водат ред сега. Некои собствени се грижат, значи неделно обавезно правиме контрола, чешање, значи нега на кучето и приметиме. И тоа го едеш отстрани и се обратите кај матичиот лекар. Да. Докторе, ајде ние да направиме една музичка пауза, колеги, ако може, а потоа си продолжуваме со разговорот. Креативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се.
suvo noktjativka i sonuvam so oči otvoreni, ko slušam tvoj odšepot mi. I sonuvam za dni te pominati, za tebe vek je odminati, i kako da sakaš da kažeš ne. Ti, što mi ja ukrade dušata, ti, što mi ja zarobi mladosta, za kojeg je patamo život, od za kogog je dadam sve. Ti, što mi ja ukrade dušata, ti, što mi ja zarobi mladosta, zašto je patamo život, od za kogog je dadam sve. Ето така се враќам ние повторно во нашето студио. Мојот денешен гостин е доктор Стефан Златановски, доктор по ветеринарна медицина. А темите ни се многу, имаме многу работи за кои што сакаме да разговараме. Една од главните потеми ни се паразитите, нивното третирање, а сега да видиме и како да им помогнеме на нашите миленици и како превентивно да делуваме, докторе, вашите совети, како да се подготвиме овој период. Како превентива? Значи, превентива е редовна секои 2 до 3 месеца, значи да ги третираме, дали значи ствара избор на собственикот, а ги рековме на нова новина, предноста, значи не доаѓаме во контакт со препаратот, значи не му смета, мора да не го бањаме. Предноста на ова е во вид на кекси, пријатно и многу едноставно и за собствениците. Кучињата го сакат, имат убав вкус, под кожа, значи може слободно да се бања, да оди на дожд, значи не му смета и ефикасен е против, ги уништува веднаш значи развоените облици на крлежот или боловите. Значи треба континуирано секои 3 месеца да ја спроведуваме, сега ги посетиме дека време ако мисле дека се давале ампула или ставале огрлица, значи веќе поминале 3 месеца летниот период, дека не е завршено. Тие се присутни, значи катадневно, секоја, значи година, значи периодот е сега, значи и во зимскиот период, значи треба пак да делуваме, времето е да се понови третман против паразити. Сега ствар на избор на препаратот, на собствениците. Дори сега колку е времето потопло, сега уште поголем ризик. Со овој препарат, значи сме мирни и во својата околина, во својот, поголемиот дел од кучињата се чуваат во станови. За да дозволиме да имаме непријатни ситуации со болви и некој кралеж да најдеме во својот дом, овој препарат, значи секој месец како награда го сакаат и ќе бидеме сигурни дека ќе немаме во својот дом, во мебел, во патос, во како рековте, дали овој препарат веќе го имаме во нашите продавници? Го има, може да се најде во сите амбуланти, клиники, зависи кој како и понатака го има. Каде си го набава? Добро. Ајде сега да продолжиме за длаката кај милениците. Длаката тоа е... Сега исто овој период кога треба да се негува. Некој собственици жали многу ми се митари кучето, тоа е физиолошки процес 2 пати годишно, зависи во кои услови исто така живее, дали надвор присутно на воздух или во затворен простор. Кај кучињата кои се со кратка длака, тоа е чешањето е, значи доволно е, значи еднаш седмично да биде исчешено и да се обнови длаката. Овие кои имат со долга длака кучиња, тоа би го препорачал секојдневно да биде чешен и да се обновува длака. Сега кој имаме интензивно митарење, значи поголема количина паѓање на длака, тогаш треба да се обратите кај својот матичен лекар или својот ветеринар, да видите што е, да не некој тоа недостаток на витамини или некоја алергиска реакција, да се провери што е. Значи барем на седмица кај својот ветеринар. А домашните миленици кои имаат долга длака, како мојот домашен миленик, многу сакаат да се чешкаат. Значи тоа е нешто што веројатно им делува како масажа, им делува како третман.
тоа чешкање сепак длаката е пријатно. многу голема и пријатно, така да и многу по-убаво изгледа длаката после таа. Во нега, тоа спада во нега на куќето да неговото има разни препарати проти упкање на длаката, има разни гелови кои да дадат за расчешљување, четки, Да, јас метални, тоа и пластични. сакав да ја прашам, козметичка што работа. препорачувате за домашни миленици со подолга длака? Дали тип на некое средство за, да кажеме како за косата кај луѓето, за појачување на длаката, за сјајност, за квалитет, за Има нешто? разни препарати во овие ветеринарни аптеки, во шоповите може да се најдат. Но дали препорачувате вие такво нешто или оставате се на Па природниот да процес? се избегнува што повеќе. Сепак е тоа хемија која да некои куќи се алергични, да тие работи, значи доволно е со четкање. Ако сега да некој сјај, значи малку козметика, ако Так, водите на так. гости, па Да го да нашминкаме поубаво малку. може. Значи да се избегнуваат, али не смета, обично се правени да не изазиваат алергија, меѓутоа има многу врсти на куќи кај некои се јавуваат некои алергиски реакции на некои препарати. Така. Добро, ајде сега, кога веќе зборуваме за длаката и за шепите. Шепите, по што можеме да познаеме и да видиме дека нешто не е во ред со ногчињата? Па обично куќињата Сепак, кои живеат во станови, да. значи се доместицирани кај нас, се во секојдневно прилога многу малку ги користат своите ногти, значи обично се на теписони, значи намеквачи и доаѓаат до прераснување. Тоа значи може да некои работи самиот собственик да му помогне. Меѓутоа не тоа треба да ви исто така да ви да бидете многу вешти за да ги сами скратите ноктите кои му сметат. Значи треба да си има посебен инструмент, значи не да се гнече. Обично јас му ги секов со грицкалица и маказине. А ноктето не треба да биде гнечено. Значи да не се гнече, има специјални. Значи тоа најдобро ќе се дотијате кај својот ветеринар кој ќе биде стручен и вешт и ќе го сече толку колку треба до оној кој не е пигментиран дел. Значи некој направат и крварење, кој сече поглед кој имаме крвари од ноктот. Значи треба да се консултирате со својот ветеринар, ако можете, ако сте стручни и слободни, имате искуство како собственик, може да го направите и тоа. Ако не сте сигурни, подобро кај својот матичен лекар да се Што е сигурно, не би било паметно да експериментираме со со нашите. Уште после секое шетање сега имаме од асфалт, имаме разни ситни, срчи, разни предмети, па во природа има она популарна попино прасе се вика на трева, кој дојде измеѓу шепите, кој може да направи тако непријатен абсцес. Така да може да прилико се секое шетање се проверат шепите и прстите, да не е повреда, да нема некоја лезија направена. Ако може ќе се санира со благ раствор на алкохол или бетадина, па кој ги има по аптеките. Ако видите дека е некој проблем, шепом да мора да се јавите на својот ветеринар. Добро, докторе, сега една од работите за кои сакав да подспомнам е стресна состојба, а тоа е породување, односно окучување. Кога ќе дојдат на свет малите кутриња, како? Како целиот тој процес да се преживее, да го пречекаме? Дали во истиот момент пред окучувањето, пред донесување на свет на мали кутриња, дали треба веднаш да се обратиме до вас, дали можеме самите тоа, дали сме подготвени, колку да се почека? Па, тоа е убава работа, кога човек се припрема, сите се припремат до домот и сега имаме ситуација, доктор, кога има 2-3 дена, значи, како совет, кога да се јавите на ветеринар или да интервенира, може да си биде се нормално. Меѓутоа, ако гравитетот трае повеќе од 63 дена, немаме никакво исчедок, нема никаков, тога веќе мора да се јавиме на ветеринар. Има ситуација кога е започнато породување. Имаме некој крвав исчедок, а 2-3 сата нема ништо, значи не се појавува плодот. Исто така, веднаш да се јавите на ветеринар, значи веќе нешто не уред, има куќа која е заморена, веќе нема трудови, нема нап, значи не може да го исправи. Имаме ситуација каде е претесна карлица, поголема глава на куќето, значи не може да се бъде да донесе, значи ќе го повикате својот дете, ќе даде некој, обично даваме окситоцин за контракција да напне, ако не онда, ако дојде до некои потешки проблеми, onda се пристапува на царски рез, каде се спасува и кучката и плодовите. Колку од прилика секоја кучка може да има кутриња? Бројност? Тоа зависи од... Дали може да се каже од толку до толку? Дали има некоја статистика? По мене нема правило. Нема. Во секој случај се повеќе кутрињата.
Па повеќе, значи од 5, 6, 8 и сега кога има поголеми плодови и тогаш се совет, значи не е способна да ги дои, значи тој капацитет, значи треба млеко да се излучи негде, ако има повише од 8 кутриња негде до дневно треба негде околу литар 80 да излучи млеко. Значи треба совет, значи на исхрана од тој период, значи строго, па имаме кутриња кои се и дојат, има и замена за млеко, за чешко млеко кој се продава кога не е до... тоа исто како кога има проблеми, нека упала на млечна жлезда, нема тогаш исто така да се консултира со ветеринар. Добро. Сега, она што е многу актуелно целиот овој период, откако имаме многу зголемен број на кучињата скитници по нашите улици и сведоци сме на многу непријатни ситуации кои се случуваат, од секојдневно шетање на кучињата скитници секаде по центарот и по улиците и по нашите простори и места кај што живееме, дури опасно делува со тоа што секакви типови на кучиња, од мали и големи, значи опасни, неопасни, нема најопасни се од тоа што се гладни. Значи кога кучињата се гладни, веќе се најопасни, нели? Бар ние така мислиме од страна. Сега, освен што јадат се што ќе најдат по улиците, освен што се носители на многу заразни болести, да не зборуваме за паразитите, тоа веќе си е нормално, дека ги имаат паразитите, морам да кажам дека од општината се навистина, ќе го спомнам господинот Гордан, кој навистина е многу лојален и многу е добар во извршување на неговата работа, што значи врши заловување на скитници. Ние имавме проблем со нашите кучиња скитници тука што ги имавме, па господинот на еден многу коректен и многу брз начин не го санира тој проблем. Значи постои таква служба и морам да кажам дека навистина функционира службата и дека навистина се ефектни и многу брзо го санират проблемот кој што го имаме, како што кај нас тоа се случи. Сега, принципот е се заловуваат кучињата, им се вбризгува веројатно одредена опивка и се носат во одредена област каде што се третираат од едно, друго, трето, од паразити, од не знам дали се кастрираат, не знам третманот кој е. Сега, тоа е веќе еден хуман пристап. Значи, многу е жалосно да се убиваат кучињата, затоа што некој повеќе не ги сака, па ги пуштил на улица. Нели, зборувавме тоа во една од емисиите, дека постои закон. Тие морат прифатните центри како регулирани со закон да бидат земени од местото кај се најдени. Со приемниот дека би кажал дека многу луѓе од граѓани дојдат кај мене, докторе, кај имам куче скитница или могинато или панато, кој е задолжен? Сега ви како телевизија може да дадете или со општината со работа, кој е задолжен, на кој телефон да се јави, имаме речко прегазен од авто, па тоа се разнесува преку гумите, значи имаме заразен материјал ни цел град, што е непријатно, крв се разнесува. Сега и како телевизија за контакт со општина да се дојде да има негде некој телефон кој ќе иде, значи за такви работи, како да луѓето имат каде да знаат. Сега ме прашуваат кој е задолжен, дали сте вие или доаѓаат кај ние, значи тоа во исто време имаше едно време договор со општина, секоја општина е задолжителна да има таква служба и кој ќе го бавува тоа да има стационар каде кучето ќе биде скитница земено, ќе биде кастрирано, третирано од паразити, што со овие некои препарати кои на терет на општината и ќе биде вратено, обележено, сега поново треба да биде чипирано, да се знае дека тоа е куче третирано, заштитено или па овие друженија кои се за заштита на животни ги кои сака да го удоми тоа куче. Ако сака да го предачи, знае дека е кастрирано, чистено од паразити, значи здраво куче, вакцинирано од беснило, да не пренесува. Тоа е едино само да има некоја информација каде луѓето и општината треба да го стакнат тој број, што е непријатно, не знаат каде да се обрати. Има куче згазено пред куќа, крв се разнесува, нема кој да го, значи, нечија брига, ничија брига. Значи тоа треба малце да биде појавно и пристапен број телефон кој ќе го тоа и кој е задолжен за тоа и одговара. И сега она што е најопасно, што се однесува до кога веќе ги спомнавме кучињата скитници, каснувањето. Значи,
нешто што разговаравме пред малку, што јас имам некое сознание дека од каснувањето од кучето посебно лузните стојат цел живот со оглед нали забите им се такви. Се зависи од лабучината, поголемо каснување, пократко, помало, да, се разбира, да. Пекинезер да го е Сигурно. Ба не е исто. Така е. Сега, што може се да предизвика каснување од куче, освен болката, стравот и така натаму? Па кучето може да пријде од најопасните болести кои ги пренесуваат е беснилото. Така. Значи секој куче, секој каснување е потенцијално сомнеш на беснило. Да. Значи обично беснилото се пренесува, да знаеме така, со гребнување, со лижење преку слината и со каснување директно со зъбите го внесува инфектот. Значи после секој каснување секој треба се јави кај лекар да прими серум. Ако е тоа агресивно куче, онда имаме третман први, 5 и 15 3 пати се прави обсервација, преглед дали ќе исполни некои симптоми. Не значи дека секој куче е болно од беснило. Значи тоа може да во некои ретки случаи, дури и мачките исто така, со гребнување го пренесуваат. Имаме пред неколку години, значи беснило кое беше од мачка. Човекот беше појавил Скопје, не знам, пред 10 години. Така, и што е опасна работа е што кучињата сега еден би кажал да собствениците на мачки. Ние дали со моја ветерана клиника многу малку совесни луѓе кои чуваат мачки ги вакцинираат од беснило. Значи тие се некако ван контрола. Кучињата некако постепено сега со чипирање, со законски, тие се ставени за обавезна вакцинација, и тие собственици многу ретко. Значи мал број на совесни собственици кои водат грижа. Значи не е само привилегија да имаш миренче, него и обврска да биде заштитено од оние болести кои пренесува на човек. Многу малку, значи ги би подсетил да се ги вакцинираат мачките од беснило, која е една од најопасните болести, смртоносна болест. Да. Дали има одреден период или дали можете да претпоставите или можеби да имате евиденција кога ќе настапи беснило во смисла? Дали постои периоди? Дали постои некој временски период или одредено однесување на одредени животни дека налекува дека можеби ќе имат беснило? Дали можете да претпоставите? Во правилникот на обсервација на секој куче кој направило каснување на некој човек, тоа дека тој прима серум. Тогаш се во законски случаи тоа мора да биде прегледано и пратено, затворено, значи 3 пати во рок од 15 дена мора да биде пратено. Дали во тие период ќе испори некои симптоми? Значи може да биде има и урбано и лажно беснило. Кои се слињање, агресивност, значи се плаши од светло, се крие, агресивно на својот собственик слини, има пењеност, лута и се крие во темни простори. Тоа се отприлика симптоми кои треба да ги исполни, тие не или нервни облици, кои затоа и тоа кога кучето се убива, се зима мозокот и се диагностицира беснило ако е стварно беснило. Добро, се третира? Значи не, кучето се убива. Се убива кучето? Ако е бесно, да. Значи нема лек? Нема. Или тоа угинува, обично ако е болно, угинува за рок од 10 до 15 од тие симптоми на бесно. Реков дека е смртоносно како за животните, така и за човекот. А човекот? Човекот, ако прими серум на време, значи веднаш па кога сме серуме и примаме серум и тоа е командата ќе ги 30 серум против беснило. Колку време е веднаш нели по после каснување треба да се приме, ако подзакасни ден вали? Веднаш, што најкраток рок. Во најкраток време стипират. Да дозволиме да се тој развие тој преку без и тоа е нервни облик на оболување во најтешки маки, како студенти гледа некој филм и прекажува во најтешки маки убира човекот. Да. Па и не џаве го носи називот беснило, нели? И секој ако се потврди дека кучето беснило и човекот и покрие тоа што прима серум, тоа како мајте рекои би можеле побудат обестот, е под третман, под надзор негде до 15 дена. Да се развие беснило. И покрие тоа што има прима серум. Да не се развие, да. Значи на заразно одделение под за да не добие некој нов облик. Обсервација, да, и самиот човек како, да. Така, точно. Никогаш не спасива. Докторе, уште нешто за крај да им дадеме совет на нашите гледачи. Да внимаваат на нивните миленици за овој временски период, доаѓаат ниски температури, доаѓа студено време. А постојат миленици кои се облекуваат, нели? Па човек ме прашуваат колку да го дали да го бањаме кучето. Кучињата кои живеат во
за Восстановите домашни простори. со собствениците заедно во нивниот дом, тие простори доволно еднаш или два пат, еднаш за 2 месеци или месечно. Они кои се надвор на отворен простор, доволно воздух, светло, значи тоа е доволно 3 до 4 пати годишно. Значи да не ги бањам, да не ги често, значи доаѓа до овие шампони, до алергиски реакции, Да не се споснување претерува на се коžата. да. Значи доволно и од ситуација ако некој дома се испрља тегодневно негде на викенд, мора да го. Да го шетаме редовно, да го Али излегуваме. доволно еднаш месечно или во 2 месеци еднаш да биде бањање, да биде толку често. Така. Шепите дома да бидат да се чистат обавезно и контрола. А шепите и што би кажал да контрола на ушите. И со очите. Значи кучињата кои живеат во станови из прашина која е присутна во становите, овие мали патуљасти раси што ги викаат. Бар еднаш секојдневно треба тоа солзи. Почето има солзи, има таа прашина, значи секојдневно треба да се брише со, еве не мора тоа да отика на ветеринар, него тоа сами може да го направите со камилица или топла вода. Да бидат, значи секојдневно овие мали раси кои пекинези и стално имат на солзење, собирање на прашина, така да бидат чисти. Тоа и поголеми раси бар еднаш месечно, Да. еднаш неделно. И уште една работа која рековте за ушите. Кутрињата кои имаат подолга длака, се случува да им ствара такво непријатно чувство од долгите влакна. Дури еден период јас морав да одам на ветеринар да му се скратат влакненцата Да, во доаѓа до упкање и бидејќи на вистина кутрето станува нервозно ако тоа е не раси на дозволува кучиња. ние тоа да го третираме. Имаат спуштени уши, значи контрола на ушите, значи че тоа како хигиена и нега, бар еднаш неделно кај овие со спуштени длак, како крешпанија со спуштени уши и длак. Значи тоа треба со некои маказички да се зашиша таа длака, да се провери тој церумен кој е корисен и врши заштита и лучење на увото, меѓутоа некога превише и тоа доаѓа до сушење тој дел и не може увото да функционира, да не дојде до упала, барем еднаш седмично да биде чистено и со некој благ раствор кој е за таа намена од аптека, да се испери, да се протела коренот. Значи една хигиена на ушите. Ако имаме прекумерно лучење покрај тоа, значи на церумен, значи да се пратите кај ветеринар нешто, некој проблем или упала на инфекција, на дворешно уво или средно уво. Инфекција или кај очите конјуктивит. Исто така ви кажали колку забит има некој вика има ми што доаѓаат клиенти има непријатен да, значи непријатен здив. Значи тие кучињата се подложи на каменет, над зомниот каменец. Сега начин на исхрана е и се подложни. Што може да направиме ние без да одиме на ветеринар кога ептен мора? Значи може со лимон да се истријат? Да, или со благ раствор на сода бикарбона. Ако и тоа не помага, значи имаме пак појава на непријатен здив, тогаш може да се обратиме на некој ветеринар, некоја клиника која ќе го чисти замниот каменец. Така. Значи, советот до сите нас и до вас, почитувани гледачи, да си ги чуваме, да си ги негуваме, да си ги сакаме домашните миленици, затоа што сепак кои што живеат со нас во нашите простори, сепак тоа е член на семејството, не? Да, се тие здрави, здрави сме и ние. Да, ако се тие здрави, ако се тие расположени, ако тие се негувани, значи исто здрави сме и добри сме и како собственици на тие кутриња и како членови на семејството си го третираме, бидејќи тоа си живее со нас и би било убаво да си го научиме и на здравите навики доколку ние ги имаме. Сепак тоа се пренесува и на домашното милениче. Мојот гост денеска беше доктор Стефан Златановски, доктор по ветеринарна медицина. Ви благодарам што дојдовте време. Ќе се видиме повторно, сигурно во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, тука е и крајот на вториот дел од утринското издание Нов ден. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Се гледаме утре повторно во исто време. Имајте убав и пријатен ден.